Ви ја најавив темата за моливот. Ви кажав дека во Бугарија слушав една убава порака, убава проповед, која што е всушност метафора за моливот. И мене посебно ми беше интересно што на руски има специфично име карандаш. Кога го слушаме, не знам, некој го спомна дека го подсетува, не знам, на другар или на брат. На албански да не е карандаш. Но еве на руски означува молив. Бидејќи се преведуваше таму и на руски, цело време паралелно го слушавме зборот карандаш. Сега, зошто метафора за моливот? Ќе видиме дека Исус кога зборуваше на луѓето и на општата маса и на учениците, често пати користеше метафори. Знаеше да употреби нешто од секојдневието кое што е познато на народот, со кое што се среќава постојано, и тоа да го спореди со одредена духовна вистина. Па дури и нас, луѓето или верниците, да не спореди со нешто, за да можеме полесно да ги разбереме духовните принципи и вистини. Така да во една прилика читаме во Евангелие според Јован 15 глава, читаме дека Исус се споредува себе си со лозата, а нас со што не споредува? Со прачките, гранките од таа лоза. И еве што вели Исус. Исус вели вака: јас сум вистинската лоза, мојот отец е лозарот. Секоја прачка во мене што не дава плод, тој ќе ја исече. И секоја што дава плод, ќе ја очисти, за да принесе повеќе плод. Вие сте веќе чисти преку Словото што сум го проповедал. Бидете во мене и јас во вас. Како што прачката не може да роди плод само од себе, ако не е на лозата, така и вие, ако не бидете сврзани за мене. И пак продолжува и вели: јас сум лозата, а вие прачките. И кој е во мене и јас во него, тој ќе даде многу плод, зашто без мене не можете да направите ништо. Овде сме споредени со прачка, која што ако е сврзана за лозата, ќе дава плод. Одсечена, умира. Јас денеска сакам да направам една друга метафора за моливот и ќе видиме дека и преку оваа метафора можеме да научиме многу духовни вистини, па дури некои од нив се слични и се преколупуваат со метафората за прачката и лозата, затоа сакам да го прочитам овој текст. И ќе погледнеме 5 духовни вистини, 5 работи за моливот, кои што се однесуваат и за нас. Првата е: само во раката на некој што знае да пишува, моливот е корисен. И гледате, јас премав некои моливи, ама заборавив да ги земам, сакав чисто и да ги покажувам. Но замислете ова дека е молив, иако нели е пенкало. Дури и најубавиот молив, можеме да купиме позлатен молив. Веројатно ако порачате, некој ќе ви го изработи и тој ќе вреди многу. Можеме да направиме молив облепен со дијаманти на него. Можеме да кажеме: изработите ми го најголемиот молив. Но колку и да е убав, колку и да е голем, ако не го земе некој да пишува, тој молив ќе остане безкорисен. Може да ви стои дома, убаво да изгледа, но нема никаква корис од него, бидејќи на крајот на краиштата, која е целта на моливот? Зошто еден молив е создаден? Тој не е создаден за да стои во ветрината, тој е создаден за да пишува. Со него да земете и да пишувате. И затоа моливот ќе е корисен само во раката на оној што знае да го употреби, за оној што знае да пишува. По сличен начин и ние сме корисни само во раката на нашиот Создател. Ние сме создадени за да му дадеме слава на него. Создадени сме со нашите животи да го прославиме. Ние сме создадени да бидеме употребени од него за негова слава. Затоа Исус кога зборува и за прачката вели: јас сум лозата, а вие прачките. Слушате, слично е како и со моливот. Исус за прачките вели: јас сум лозата, а вие прачките. Кој останува во мене и јас во него, тој ќе даде плод, бидејќи без мене не можете да направите ништо. По сличен начин овде Исус ни кажува дека ако не сме во неговите раце, ако тој не реши да не употреби, без него ние сме безкорисни. Без него не вредиме ништо. Затоа и оваа вистина за моливот важи.
дека единствено во раката на Создателот ние сме корисни. Затоа и Павле на едно место кажува, вели, вие кои што бевте мртви во вашите гревови, Бог ве оживеа преку Исуса Христа. Гледате, она што Библијата го кажува за нас пред да бидеме во рацете на Создателот, кажува дека ние сме духовно мртви. Нашиот живот е духовно мртв. Кога ќе поверуваме во Христос, кога ќе се предадеме на Него, тогаш ние започнуваме вистински да живееме. И Павле зборува на друго место за себе си, вели, а се што постигнав јас или се потрудив, вели, не бев јас, туку Божјата благодат во мене. Тој кажува дека единствено преку Божјата благодат, преку Свети Дух кој што делува во него, можел да биде корисен. Со други зборови, кога Божјата рака ќе не земе, кога Бог ќе не земе во неговата рака и ќе не употребува, тогаш стануваме корисни. Има еден мисионер од Америка. Тој беше присутен на конференцијата во Бугарија на Библиска лига. Неговото име е Боб Крафт. Тој кажуваше за неговиот живот. Денеска кога ќе слушате каде се бил употребен, во кои се земји бил, дури во Камбоджа, во некои други земји бил мисионер, каде што дури е и ризично, знае некаде да биде опасно, но исто така и владее одредена сиромаштија, лоши услови за живот. Повеќето од нас не би се решили да одиме таму. Не, тој решил да го посвети својот живот и да биде употребен од Бог. Но интересно, самиот тој кажува, вели, пред да станам христијанин, јас бев згодно, симпатично момче, бил еден од најдобрите играчи во неговото училиште за рагби и вели, дури девојките сакаа нели со мене да избегуваат, но во сето тоа, вели, јас не бев на благослов на никого. Живеев себичен живот и мојот живот беше празен. Еден ден некоја девојка, некоја плауша, го поканила на црква. И вели, јас нормално отидов, не затоа што многу сакам да одам на црква, него затоа што девојката беше многу убава. И решил да отиде на црква и тогаш таа вечер тој го предал животот на Исус Христос. Вели, јас кога слушав, пораката беше како за мене. Мислев дека човекот мене ми зборува, срцето му било допрено, Свети Дух, вели, ме исполни, и кога проповедникот повика кој сака да го прифати Исус, јас не чекав два пати, прв излегов, јас дигнав рака и одлучив да го предадам животот на Исус. И вели, од тој ден мојот живот доби вредност. Од тој ден мојот живот доби смисла. Од тој ден мојот живот веќе стана исполнет. Кога мојот живот го предадов во рацете на Создателот. Затоа велам, ние, дури да сме како овој молив, и најубавиот молив, и најспособниот, и најличниот, па дури е како овој човек кој што сега е стар во неговите 70 години веќе, но вели, тогаш бев и млад, и згоден, и симпатичен, без Бог нашиот живот е празен. Дадов минатиот пат во Кавадац се зборував на оваа тема, споредба, сум заборил да ставам слика, дадов споредба за најскапата виолина на светот. Го носи името Страдивариус. Не знам дали знаете, но се проценува на $20 милиони. Може да замислите, за една виолина. Ние да живееме 20 животи, па не можеме тия пари да ги собереме. Да. Повели, Борче, седни. И една приказка зборува за тоа дека оваа виолина, која што била дадена на аукција за да биде продадена, пред да ја продаваат, излегол напред некој познат виолинист. И тој ја зел во своите раце и почнал да свири на неа. И нормално, бидејќи виолината е со одличен квалитет, прекрасна, еви, скапоцена виолина, и човекот кој што свири на неа е маестро, човек кој што цел живот свирал на виолина, самата виолина давала прекрасни звуци, прекрасна мелодија, уживање за ушите, да ти е мерак да слушаш. Но откако молам... Да, сега да, ние ако би зеле, може би било поинаку, но во рацете на овој човек таа звучала прекрасно. Откако завршил со свирењето на виолината, ја вратиле повторно назад
на место и почнала аукцијата. И виолината била продадена за околу 20 милиони долари и ја взел некој богат човек и знаете што направил со него? Ја однел дома и ја ставил во витрина. За украс, за да може да се фали и сите да гледаат дека ја поседува најпознатата, најубавата виолина на светот. Замислете која загуба си велиме ние. Најпознатата, најскапоцената виолина, најубавата во рацете на еден маестро, таа звучи прекрасно, дава прекрасна мелодија, но ако ја ставите во витрина, колку и да е скапоцена, таа не може да испушта никаков звук. Таа ќе стои таму мртва, безкорисна и само некој ќе се фали со неја. Истото е и со нас. Знаете, Господ во нас ставил огромен потенцијал. И во рацете на Создателот ти можеш да даваш прекрасна мелодија. Во рацете на Создателот ти си како еден молив кој што може да испишува многу прекрасни работи и да бидеш благослов за другите. Но ако решиш да не се ставиш во неговите раце, тогаш твојот живот ќе биде како животот на оваа виолина. Може би ќе изгледаш убаво, може би ќе се фалиш со некои твои квалитети, но ќе бидеш како во витрина и ќе бидеш безкорисен. Затоа е важно да ја научиме ова лекција, дека единствено во рацете на Создателот ние сме корисни. Се сеќавате за приказната на блудниот син, една од најпознатите параболи. Таа зборува за нашиот однос со Бог, но во приказката нели синот реши да се оддели од таткото, рече: "Дај ми ти што ми следува, јас ќе си живеам сам." И што се случи кога синот се оддели од таткото? Заглави. Стигна таму до дното, живееше и јадеше од тоа што јадеа свињите. Беше помеѓу свињите и рече: "Подобро ми беше кај мојот татко." Тој свати дека единствено во присуството на неговиот татко, неговиот живот добива вредност и може да биде добар. Затоа и во таа смисла ние можеме да се поучиме од оваа парабола. Во рацете на нашиот Создател, нашиот живот е благословен. Надвор од него, ние ќе завршиме како синот покрај свините. Затоа првата лекција за моливот е: ајде да се ставиме во неговите раци. Единствено во раците на Создателот ние сме корисни исто како моливот. Сега втората лекција веројатно нема многу да ни се допадне, но таа исто така е поврзана со моливот. Знаете, за еден молив кога пишуваме се истапува, нели, за да биде тој ефективен, што правиме? Го остриме. Мора редовно да се остри, за да биде ефективен. И тоа е втората лекција за моливот. Моливот го остриме постојано, бидејќи само така остар може да ни послужи добро и со него убаво да пишуваме. Сега, велиме дека само наострен молив е добар молив, но острењето е процес на отстранување на делови од самиот молив. Денес имаме острелки или машинка за острење, па остриме со неја. Но на времето, не знам кај вас, но мојот татко знаеше моливот да ми го остре со нож, ќе го земеше па ќе го делкаш, немаше машинки дома. И може да замислите, ако тој молив има душа, ако би можел да прозбори, што мислите, кои ќе беа чувствата и реакциите на тој молив? Како би реагирал? Веројатно за моливот би било тоа болен процес. Да некој да земе да ве делка и да отстранува од вас работи, само за да може да бидете наострени. Но слушайте, по сличен начин Исус кажува и за прачката, споредувајќи на нас со прачка. Што вели уште на самиот почеток? Вели: секоја прачка што дава плод, ќе очистам или ќе кастрам, за да може да даде уште повеќе плод. Знаете ли дека и прачката, за да биде корисна, се кастри? Вие барем тука знаеме во овој крај, нели? Се крои, по-добар израз. Прачката мора да се крои, за да може да даде плод. Но и кроењето е сечење. Морате да сечите, да отстраните некои суви гранки, нешто што пречи, за да може да биде уште по-плодоносно. И плаче, да. Кога ја кроиме, знае и да пушта солзи, капки, да плаче. Иако е тоа символично, ама не подсетува на тоа дека има тука болка. Има кога нешто се отстранува од нас, не ни е баш се едно, боли. Но која е лекцијата
од оваа втора точка. Лекцијата дека ако сакаш да бидеш употребен од Бог, понекогаш Господ ќе мора во твојот живот некои работи да кастри, да сече. Ако сакаме да бидеме остри, за да бидеме добро употребени, да на правилно место и прецизно да му служиме на Бог, понекогаш ќе треба Господ да не делка. Ќе треба да делка од нас и да можеме да бидеме ефективни. За пример, јас ќе го земам тука Мојсија. Зборувавме за Мојсија скоро и еве пак ќе го спомнеме. Ќе се сетите на тој момент кога Мојсија се уште беше во Египет и се уште ја имаше позицијата на син, нели, на ќерката на фараонот. Во една прилика Мојсија свати дека тој е дел од еврејскиот народ и дека треба нешто да направи, но тој се обидуваше со неговиот неоформен карактер по негов начин во погрешно време да реагира. И тој тогаш уби египјанец, ја збрка целата работа и мораше да бега. И избега во пустината и беше таму 40 години. И Бог требаше таму 40 години да го оформува карактерот на Мојсија. Како еден молив, требаше Бог да го остри, да го делка, да го оформува, за после 40 години Мојсија да биде подготвен да му служи на Бог, да се врати во Египет и да биде употребен овој пат на мокен начин, на еден силен начин, по еден директен начин беше способен Мојсија да се конфронтира со фараонот. Но сега Мојсија беше научен на понизност, на послушност, на водство на Свети Дух. Тоа се случува кога ние ќе дозволиме Господ да не изделка нас и да не оформи. Иако понекогаш е болен процес. Кај нас многу пати има работи што Бог треба да ги очисти од нашиот карактер, за да можеме да бидеме ефективни и употребени од Бог. Се сеќавате исто така и Јона. Јона имаше омраза кон ниневискиот народ. Тој не сакаше дури да оди таму и да служи, да го проповеда Евангелието. Но што се случи? Бог дозволи Јона да биде заробен или голднат од една риба и беше таму 3 дена во утробата на рибата. И после што рече? Господе, се покајувам целиот, прости ми, сакам сега да ти бидам на располагање. И Јона веќе беше спремен да му служи. Мораше Јона да биде првин изделкан, изострен за да служи. Се сеќавате на Петар. Петар имаше предрасуди кон другите народи. Петар не сакаше помеѓу другите народи да биде. Дури и во една прилика знаеме дека Петар кога седеше со нееврејски браќа, кога дојдоа евреите, тој почна да се отстранува, му беше незгодно, се срамеше. Па требаше да биде јавно укорен, требаше Бог да му држи лекции, дури Бог му покажуваше и визија дека тоа што тој го очистил не треба да го смета за нечисто. И Петар требаше да помине низ процес на острење, на делкање, да отстрани некои предрасуди од неговиот ум, за да може да биде употребен. Да те прашам, има ли кај тебе работи што треба Бог да ги делка? Има ли може би предрасуди или работи од кои што не сакаш да се ослободиш? Може би ние сметаме дека одредени народи или малцинства се помалку вредни од нас. Мене ми е жално кога ќе слушам дека се уште помеѓу нас има, дури помеѓу христијаните, вели, на црква ќе одам, ама таму кај роми не. Со роми не. Се уште има луѓе кои што ни смета да ги гледаме еднакви со нас, равноправни, ромите, исто човечки суште со како и нас. Исто, да. Вреднувани во Божите очи. Или пак, интересно и денеска спомна во Кавадарци. Ние велиме дека сме Божии луѓе, дека сме духовни, и ако ме прашам, што е поважно, духовното или материјалното, верувам дека сите ќе кажете духовното. Но често пати се уште на нас имаме прилепено од овој свет љубов кон материјалното и повеќе наклонуваме кон тоа. Еве еден факт. Скоро ниеден од нас, иако сме христијани, го љубиме Бога, нашите деца не ги насочуваме, како почнуваат да растат, не ги насочуваме да му служат на Бог во духовни професии, туку велиме, запиши се ако можеш нешто информатика, адвокат, нешто доктор, таму се парите, таму ќе си посигурен, таму е материјалното.
Некако не сме спремни да го учиме нашето дете и да кажеме, а защо не се пишеш на теология, защо не се пишеш на библейска школа, защо не отидеш мисионер, защо не отидеш да бидеш проповедник. Ние некако сега май некой друг нека го прави това нещо. Моето дете убаво е да си има професия, която ще ти биде по-платено, ти си има убава плата. Значи и тук имаме предразсуди. Може би како богатиот младич, кој што дојде кај Исус и рече, што треба да направам за да наследам живот вечен, сметаме дека сме целосно подготвени да му се предадеме на Бог, но кога Исус му кажа, остави го богатството, разде го на сиромаси, како постапи младич? Не беше спремен да биде острен, нели? Не беше спремен да биде делкан. Вели си замина натажен, затоа што не сакаше да го остави богатството. Си замина натажен, не беше подготвен да го послуша Исус, не беше подготвен да жртвува од своето богатство, да се откажи, за да биде угоден на Бог. Затоа велам, кај секој од нас има нешто што треба да се делка. Кај некој од нас може би љубовта кон богатството, кон материјалното, кај некој предрасуда, кај некој може би непростителност. Но ајде да го искористиме овој момент, да побаваме од Бог да го прииспита нашето срце и да го прашаме, Господе, зборуваме преку Свети Дух, што има во мојот живот што се уште треба да се делка? Што има во мојот живот што треба да го остриш, да го кастриш, да го чистиш, за да можам да ти бидам поугоден, за да можам да бидам молив, кој што ќе биде остар и употребен од тебе. Ево, ова е втората духовна вистина во метафората за моливот. Стигаме до третата. Третата исто така е интересна, таа гласи, моливот колку повеќе се користи, тој повеќе се смалува. И овде најдов слика од едно малечко моличе. Ви се случило да стигнете до таму и се уште не ви се фрла, нели? Може би јас знам како дете го остриш, стига малечко, ама уште си го користиш. Сакаш се уште да го употребуваш, иако е малечко, велиш, до крај ќе го искористам, до крај колку што можам. Но факт е дека ако пред нас наредат еден куп моливи, ако треба да бираме од најголемиот до најмалиот, факт е дека ние би го избрале сите најголемиот. Ние би рекли, шо ова малечко, кој ќе го взима, шо корист од него, од ова малечко. Факт е, ако и ние треба да се споредуваме со моливот, ние би сакали да се споредиме со најголемиот молив. Никој не би сакал да се спореди со малечко моливче. Свако ситничко, ако јас ви прашам, подредам 5 моливи, кој од овие си ти, или сакаш да бидеш ти, никој не би рекол, сакам да бидам ова малечкото моливче. Но знаете што е интересно во прашање на големината и на маленкоста? Ако читаме, кога го прашуваа Јован Крстител за неговата служба и за Исус, знаете што кажа Јован Крстител, зборувајќи за себе си и за Исус? Тој рече, тој треба да расте, а јас да се смалувам. Јован Крстител рече, јас треба да се смалувам, да биде еве какова моливче. Но во која смисла? Јован Крстител не зборуваше за физички дека треба тој да стане малечок. Јован зборуваше за неговата служба, за неговото влијание, за неговите, може би, планови, соништа. Јован сакаше да каже, Христос треба да биде поважен од мене. И тоа треба да е нашиот однос исто, како ова моливче. Кога ние ќе го запознаеме Исус, ќе го дозволиме да дојде тој во нашиот живот, ние треба да имаме став, Господи Исусе, сакам во мојот живот ти да растеш, а јас да се смалувам. Сакам луѓето со секој нареден ден, со секој нареден месец или наредна година кој ќе погледнат во мене, повеќе да препознаат од тебе во мене, а помалку да препознаат од мене. И разбирате поентата, нели? Ако вие пред 20 години сте можели да ги препознаете особините на Горан, денеска после 20-30 години да може да кажете колку повеќе време минува, се повеќе го препознавам Христос во тебе, а се помалку тие негативни особини што ги има како Горан. И тоа е поентата. Ние треба да се смалуваме во смисол, треба да дозволиме Господ во нас да расте, а ние да се смалуваме. Не знам дали знаете, но апостол Павле на почеток тој беше прогонител на христијаните, го имаше името Савле. Но кога
се покаја, го сретна Христос, воскреснатиот, тој одлучи да го следи него и тој го смени своето име. Од Савле го избра името Павле. Знаете ли што значи името Павле? Во превод значи мал, малечок. Токму тоа значи името Павле. И не знам зошто одбрал тоа име да го користи. Може би за да по некој начин да се искупи за предходниот негов живот во кој што ги прогонуваше христијаните и тој се сметаше за некој нешто. Сега свати дека е никој ништо и дека само по Божја милост тој може да биде корисен. Тој одлучи да го користи името малечок. Одлучи да ја покаже својата понизност и да каже, кога сум јас, нели, мал или слаб, тогаш Христос се прославува во мене. Но факт е дека оваа вистина има и друга димензија. Ние сме повикани да бидеме малечки во смисол да дозволиме Христос во нас и неговото величие да се прослави, но факт е дека колку повеќе служиме или како минуваат годините, исто така ние се трошиме. Моливот станува малечок затоа што тој се троши. Колку повеќе го употребувате, нели, тој се намалува, се повеќе се троши, станува малечок. И ние со текот на годините се трошиме. Па прашањето е, на што го трошиме нашиот живот? Ако си станал малечок, од која причина? Ако твојот живот се потрошил, на што си го потрошил? Кога бевме на конференцијата во Бугарија, оваа проповед ја проповедаше еден човек кој што, верувајте, даде многу поголема тежина и длабочина на оваа порака, особено на оваа точка. Името на човекот кој што ја зборуваше беше Валдемар Крц. Тој долги години, всушност, беше директор на Библиска лига за Евроазија. И овој човек својот живот, целиот свој живот го поминал служејќи му на Бога. Дури патувајќи во други земји, бил долго време исто ги посетувал земјите Монголија, Молдавија, во Русија, дури бил неколку години во Русија како мисионер. Тој го знае течно, рускиот јазик го зборува. И сега човекот има 67 години. Кога бевме минатата недела во Бугарија, тој всушност ја имаше последната средба со нас. Човекот влегуваше во пензија. Друго нешто кој што исто беше специфично за него, пред 2-3 години овој човек доби Паркинсова болест. Не знам дали знаете што е тоа, но губите контрола на своето тело. Тој кога излезе напред да зборува, тој се тресеше. Стои вака и се тресе и зборува. И тој ни кажа, вели, може би ова е мојата последна средба со вас. Јас сега влегувам во пензија, долги години му служев на Бога и повеќе веројатно нема со вас да се видам. Болеста веќе ме надваснува, јас веќе влегувам во пензија и веќе не сум во можност да служам. И тој рече, јас сега ви зборувам за моливот, и ако треба да се споредам со молив, знаете ли кој сум јас? И тој извади едно малечко моливче и рече, ова сум јас. Ова сум јас. Јас сум малечкото моливче, јас сум потрошен, веќе мојот живот е потрошен, јас сум на крајот од мојот живот, но рече, не ми е жал, бидејќи јас мојот живот го потрошив за Исус Христос. Затоа велам дека од неговата уста оваа порака имаше многу поголема тежина. Ние кога го слушавме, солзи ни доаѓаа на очите. И дури се прашувавме, јас се прашував, дали ќе можам еден ден јас, кој ќе бидам на негови години, да го кажам истото. Дали можам јас да кажам, ова сум јас. Јас сум малечкото моливче, ама знам дека бев употребен од Божјата рака. И знам дека го потрошив мојот живот, ама го потрошив за Христос. Цел живот му служев на Него и живеев за Негова слава. А затоа нека и оваа духовна вистина и оваа точка ни помогне да се преиспитаме. Ако сме, може би, во поодминати години или кога ќе дојдеме до там да се прашаме, сме станале малечки, потрошени, на што сме го потрошиле животот. Ако сме сега во младоста, има друг начин да бидеме малечки, со тоа што ќе дозволиме Христос да расте во нас.
Стигаме до четвртата точка. Се надам дека не сум ви досаден. Много мудри зборови, пастор. Заборавив само ова да го спомнам. Тој исто така ни покажа, молив, тој рече, видите, малечкиот молив, тој станал малечок затоа што се троши, се остри цело време и се намалува. Ние можеме да земеме нов молив, дури неупотребен. И знаете што е карактеристично, новиот молив дури не е ни наострен. Ама можете ли ваков молив да употребите? Не наострен. Со него можете ли да пишувате? Нели, ние можеме да го зачуваме нашиот живот. Често пати ние велиме ќе си го живеам животот за себе си. Сакаме да си го зачуваме. Но Исус на едно место вели, оној што сака да го зачува животот, ќе го загуби. А оној што вели ќе го даде животот, или јас би рекол ќе го потроши за мене, па ќе стане малечко моливче, што вели Исус? Тој ќе го зачува, тој ќе го добие. Затоа избери, дали сакаш да си ваков молив, да си го зачуваш животот, или сакаш да го потрошиш за Христос, да го дадеш за Него, па макар и да бидеш малечко моливче, во тој случај Исус вели, тогаш ќе го имаш животот, ќе го добиеш. Четвртата точка. Не е толку важен моливот, туку што си оставил напишано. Знаете, моливот има една улога, како што спомнахме на почеток. Улогата на моливот е со него да пишуваме. Самиот молив не е толку важен, туку што сме напишале со него, што сме оставиле позади откако завршило пишувањето. Што луѓето читаат од оно што сме напишале со нашите животи. Ако ние сме како еден молив, тогаш нашиот живот е она што сме го напишале. Нашиот живот е нашиот роман, нашето дело. Секој еден од нас пишува приказна. Знаете, имаше на српски едно време една емисија "Живот пише романе". Така беше, не? Во превод значи дека нашите животи пишуваат приказни. Нашите животи пишуваат дела, пишуваат настани, пишуваат влијание. Што пишуваш ти? Дали дозволуваш во Божјата рака да бидеш употребен за Бог преку тебе да пишува важни дела, да пишува нешта кои што ќе се значени, или пак си пишуваш работи само за себе? Ако твојот живот треба да го наречеме со некаков наслов, да му ставиме име на некаков роман, како би гласил? Што би бил? Дали би бил авантура? Дали би бил комедија? Дали би бил трагедија? Како би го нарекли? Од се по нешто. Како би гласил романот на тој живот, ако ние погледнеме за себе си и видиме што сме напишали? Има една многу интересна, поучна, вистинита приказна за човекот по име Лудвиг Нобел. Од него доаѓа звањето Нобелова награда. Овој човек е познат или бил познат порано по тоа што бил изумител на динамитот. Динамитот се користел за, да кажеме, во индустријата, се користил во ископините, во формирањето на јами, на рудници, за пробивање на патишта, но исто така за кратко време динамитот почнал да се користи и како оружје. Особено во тоа време се користел во војни цели. И еден ден, кога неговиот брат во 1888 година починал, по грешка новинарите разбрале дека починал всушност Алфред Нобел, иако починал всушност неговиот брат Лудвиг. Јас преска спомнав, се извинувам по грешка. И еден француски вестник решиле да напишат нешто по повод смртта на Алфред Нобел, иако по грешка, нели тој се уште бил жив. И замислете, следното утро се буди Алфред Нобел и во вестник чита за неговата смрт. Тој чита дека тој е мртов и чита статија напишана по повод неговата смрт. И еве што напишал францускиот вестник. Тие ставиле голем наслов на кој што пишувало "Трговецот на смртта е мртов". И во објаснување напишале: доктор Алфред Нобел се збогати наоѓајќи начини да убие повеќе луѓе и побрзо од било кога претходно со тоа што го изуми динамитот. Гледате,
тие го опишале животот на Алфред Нобел со многу страшни зборови. Замислете, вие така да прочитате за вашиот живот. Оно што тој го прочитал за себе си било грозно. Тој бил познат тогаш како човек кој што ја измислил смртта, трговецот на смртта. Бил наречен човек кој што измислил начин да убие повеќе луѓе од било кога. И кога Алфред го прочитал ова нешто, бил длабоко трогнат и тој одлучил: не сакам да бидам запаметен во историјата по овие работи. Не сакам светот да ме памти како трговец со смртта, како некој кој што се збогатил од смртта на луѓето. Затоа тој одлучил: целото мое богатство, се што имам, ќе го оставам во наследство на луѓе кои што ќе се стремат за спротивни цели, ќе се стремат за мир, за просперитет, за напредок на општеството. И тој формирал комисија во која што ќе се доделува секоја година така наречената Нобелова награда и парите ќе одат за истражувачки цели, ќе одат за промовирање на мир и напредок. И така денеска ние Нобел не го знаеме толку по динамитот, ние денеска Нобел го знаеме по Нобеловата награда, која што се доделува за добри цели. И гледате, Нобел, шокиран од веста, од насловот во овој вестник, тој одлучил: јас не сакам мојот живот да заврши така, не сакам луѓето да ме памтат по тоа. Прашањето е како сакаш ти тебе да те паметат. Ако ти си моливот со кој што Господ пишува, што сакаш да остане позади тебе? Дали сакаш еден ден луѓето кои ќе зборуваат за тебе да кажат: ова беше прекрасна личност, му служеше на Бог, правеше само добри работи, беше прекрасен карактер, знаеше да простува, беше љубезна личност, или за еден ден за тебе ќе зборуваат: беше себичен човек, ги мразеше сите, се караше со сите, беше пијаница, беше коцкар или не знам што. По што сакаш луѓето да те памтат? Што? Првото, да. Што ќе оставиш напишано позади себе? Затоа реков, не е толку моливот важен, иако сме важни, но важно е што ќе оставиме напишано. Павле за себе си при крајот на неговиот живот напишал вака. Во 2 Тимотеј 4 глава тој вели: извојував добра борба, го завршив трчањето, ја запазив верата, од сега понатаму ми е подготвен венецот на правдата, што ќе ми го даде Господ оној ден. Праведниот судија вели: не само мене, туку и на сите кои што го возлюбија неговото јавување. Можеме ли со Павле да го кажеме истото? Да кажеме: ја трчам трката, одам по Господовиот пат, ја запазив верата и знам дека еден ден Господ ќе ми го даде венецот на правдата. Ете, тоа е оно што треба да биде напишано за нас. И стигаме до последната, петата точка, која што е, можам да кажам, светла точка. Мене најмногу ми се допаѓа. Знаете ли која е разликата помеѓу моливот и пенкалото? Барем за нас во наше време, кога пишувавме на училиште, ако пишуваш со пенкало, нема враќање, ти го кинат листо и мора однову. Но ако пишуваш со молив, има нешто од озгоре на моливот, имаш една малечка финтичка, можеш да избришеш. И тоа е петата точка. Она што моливот ќе го напише, може да се избрише. Тоа е прекрасната работа. Ова нам ни зборува за милоста Божја. Знаете, ние сме како моливот. Кога ние пишуваме со нашите животи, кога ние правиме нешто, ние и грешиме. И велиме човечки е да се греши. Има една песна на англиски, кажува: да, Господе, грешам, но вели: I am only human. Јас сум само човек. Да, човечки е да грешиме. И затоа исто како и моливот, добро е што има гума, која што може да избрише кога ние ќе погрешиме. Но знаете ли која е гумата? Исус. Во 1 Јованово 1 глава, 7 стих, вели: ако одиме во светлина, како што и тој самиот е светлина, имаме заедница еден со друг, а крвта на неговиот син Исуса Христа не очистува од секој грех. Библијата ни кажува дека кога ќе сгрешиме, неговата крв, Христовата крв не очистува од нашите грехови.
Тој е како гума кој што ги брише. И сите ние знаеме дека заради неговата милост нашите гревови се простени и сме избришани. Исус ги избриша нашите гревови. Тој ги зеде и ги прикова таму на крстот. Има една анекдота за Мартин Лутер, познатиот реформатор од Германија, кој што често пати пишал во неговите мемуари, имал проблем со духовни напади. И тој раскажува во една прилика, некои го третираат како приказна, како легенда, некои како вистина, но како и да е поучен пример, раскажува дека во една прилика ѓаволот му дошол на него на сон. И на сон ѓаволот му покажал огромен список на гревовите на Мартин Лутер. И му рекол ѓавол: погледни каков човек си ти. Погледни што се имаш грешено. Погледни се по ова си го правил. Одречуваш ли? И Мартин Лутер рекол: не одречувам. Да, тоа се моите гревови. Тогаш му извадил ѓаволот нов список. Уште една хартија, уште еден лист, рекол: и ова се твои гревови, одречуваш ли? И Мартин Лутер рекол: не одрекувам. Да, јас ги направив тие работи. И му вадел неколку такви листови. И на крајот Мартин Лутер рекол: да, сето тоа е вистина, но си заборавил на дното да запишеш уште една работа. И ѓаволот рекол: што е тоа? Се е запишано. Мартин Лутер рекол: си запишал на дното, си заборавил да напишеш на дното, а крвта на Исуса Христа ме очистува од секој грев. Тоа е прекрасната работа. Тоа е добрата вест. Знаете, јас и ти имаме исто список на гревови. И ние, ако треба да застанеме еден пред Бог праведниот судија, тешко нас. Но добро е што на крајот од тој список има една гума која што брише. И тоа е токму тој стих, вели: крвта на Исуса Христа не чисти од секој грев. Секој мој грев и твој е избришан благодарение на тоа што Исус плати на крстот. Зар не е прекрасно дека гревовите направени во твојот и во мојот живот Исус може да ги избрише? И на крај само ќе додадам уште една работа. Да, вистина е дека Исус ги брише нашите гревови, но како христијани ние треба тоа да не ни биде оправдание и треба да се учиме да живееме свет живот далеко од гревот. Има една поговорка, вели: човечки е да се греши, но ако повеќе ја користиш гумата од моливот, тогаш нешто не е во ред со твоето христијанство. Се строши гумата. Да. Затоа ајде помалку да ја користиме гумата, а повеќе моливот за да пишуваме добри дела, позади нас да оставаме добри работи. Амин. Може да се исправиме.